Пред парламентарните избори во дуел со Бујар Османи, Таравари откри, да кажам, една тајна, може би јавна тајна, дека постои документ во кој што сите политички партии на албанците се подпишани, односно лидерите, дека услов за влез во владата, било тоа да е формирана од ВМРО, ДПМН или СДСМ, ќе биде евроинтеграцијскиот процес, односно македонската политичка страна да ги прифати условите за уставни измени, односно влегувањето на бугарската заедница во уставот како патоказ за евроинтеграциите. Тоа секако дека не се случи. Таравари се обидуваше тоа да го релативизира додека беше во владата, но притисокот од јавноста и од дел од медиумите беше прилично свртен кон него, бидејќи другите политички лидери на коалицијата вреди нема такви децидни изјави. Факт е дека владата, парламентарното мнозинство, најголемата македонска политичка партија во моментот, значи, не е во состојба да ги реализира овие барања кои што доаѓаат од албанскиот политички повод. Клучната причина е внатрешните односи во самото вреди, тоа што Таравари не успеа да се наметне како лидер на таа групација вреди, него остана некако во сенката на Иdzet Меджити, кој стана прв вице-премиер во владата и така натаму. Мислам дека чисто се лукративни причините ради кои што Таравари ја напушти владата. Поготово што, например, не држи вода дека балансерот е проблем, зашто балансерот го кине Уставен суд. Истиот Уставен суд кој што го гласува СДСМ и ДУИ, или состав на Уставен суд кој што го гласува СДСМ и ДУИ. За истиот тој балансерил имаме билатералниот скрининг забелешка дека треба да го тргнеме. Знаете како некако тезите една по една не му држат вода. Мислам дека во последните неколку години на македонската политичка сцена во така наречениот етничко-албански политички блок со ова што се случува, преминување на одредени политички партии од една во друга коалиција, од власт во опозиција или од опозиција во власт, преминување или условно кажано купување на пратеници народски што се вели од еден во друг табор, мислам дека еден покоен Амди Бајрам би им позавидел како тоа го прават со леснотијата и како тоа во јавноста го представуваат дека се борат за условно кажано правата на етничките албанци или ги репрезентираат интересите. Во суштина станува збор исклучиво кај сите политички партии во етничко-албанскиот политички блок, нормално и во етничко-македонскиот политички блок, за лукративни лични предси индивидуални причини, партиски, околу лидерот и таа негова клика или група. И во моментов имаме ние една таква специфична ситуација каде што една политичка партија, условно кажано, оди од власт во опозиција и ги губи лостовите и привилегиите кои самата власт ги нуди, затоа ние имаме дополнителна фрагментација во веќе фрагментираната алијанса за албанците.